Нашиот следен гостин, кој што веќе ви го најавив, е доктор Иван Барбов, кој што е самиот невролог, а воедно и директор на клиниката за неврологија. Главна тема на која што ќе зборуваме е мозочниот удар, а поводот е тоа што постојано добиваме информации дека таа старосна граница се повеќе се спушта, односно се помлади и помлади доживуваат мозочен удар. Докторе, добро утро. Добро утро. Ви благодарам на поканата да бидам во вашата емисија и да ги поздравам гледачите кои се пред екраните и кои ќе не гледаат и слушаат. Всушност ве поканивме за да добиеме една мини едукација на тема мозочен удар, па да почнеме со ред. Што представува мозочниот удар? Тоа представува една многу акутна болест, значи почнува многу наеднаш и представува оштетување на делот мозочната функција, оштетување на делот мозокот заради васкуларни причини, односно заради оштетување на циркулацијата, која најчесто може да биде од два вида, значи запушување на крвните садови и настанување тромбоза, исхемија на мозочното ткиво, при што мозочното ткиво станува без циркулација, односно без тие главни хранителни продукти, кислород, глукоза што му се потребни, а вториот тип на таков цереброваскуларно случување е крварење, кога крвниот сад ќе прсне и во тој дел од мозокот ќе се излие крв и ќе оштети неговата функција и како последица на тоа се јават невролошки симптоми кои спомнав нагло се јавуваат, од кои најчесто е одземеност на раката и ногата. Пациентот велиме се парализира и тој самите семејства веднаш го уочуваат, така да и кога се јавуваат на брза помош, дури самите семејства кажуваат дека докторе веројатно нашиот роднина доби мозочен удар. Кои се најчестите причинители, односно ризик фактори за да се доведеме до една ваква состојба? Значи нормално кај здрава особа не би се очекувало да постои мозочен удар, а тој настанува кај пациенти кои имаат оштетени крвни садови, односно имаат артериосклероза. Артериосклерозата, знаеме, представува таложење на масти, тромбоцити, со што крвните садови не се веќе еластични, стануваат ригидни и на тој начин, заради оштетување на крвниот сад, тој може, нели, заради тие плаки атеросклеротични да настане тромбоза во самите нив или заради истенчување на зидот тие да прснат и да настане крварење. Меѓутоа, знаеме за артериосклерозата има ризик фактори кои предонесуваат кај некои луѓе порано, кај некои луѓе подоцна да се јави тоа артериосклеротично пореметување. Најчести ризик фактори се пушењето, дијабетот, покаченото ниво на холестерол во крвта, хипертензијата, секако покачениот крвен притисок, меѓутоа и други дополнителни фактори. Стресот е исто така многу важен фактор, алкохолизмот, сите фактори кои придонесуваат за, како да кажам, нездраво живење. Може... Колку е чест? Што велат статистиките? Значи, цереброваскуларните болести се многу чести. Во светот се трети по причина смртност. Веднаш после малигните и кардиоваскуларните болести, цереброваскуларните болести се трета причина за смртност, што значи дека се доста чести заболувања. На нашата клиника може да кажеме дека најголем број од пациентите се пациенти со мозочен удар, бидејќи во Скопје просек дневно 3 до 4 пациенти добиваат мозочен удар и нормално овие пациенти треба се згрижат најголем дел на нашата клиника, меѓутоа и во одделот за неврологија во болницата 8 септември. Рековте трета причина за смртност, а била прва причина за попреченост. Да. За жал, пациентите со мозочен удар имаат голема инвалидност. Настанува, значи, мозочниот удар може понатаму да збориме, нели, може да биде поголем, помал. Ето пациентите кои имаат поголемо оштетување на мозочното ткиво имаат оштетување на екстремитетите, едната рака и нога, доколку е фатена левата страна, нема одземеност на говорот, меѓутоа пациентите кои имаат одземеност на десната рака и нога, во исто време имаат одземеност на говорот, значи не можат да зборуваат и голем дел од овие пациенти, оваа слабост, значи никој пат нема да се комплетно повлече, заради и со акутното лекување и со физикалната терапија често остава последици и овие пациенти мора да користат ортопедски помагала, некои дури инвалидски колички, така да инвалидитетот е доста голем и се смета дека околу 30% од пациентите со мозочен удар имаат тежок инвалидитет.
Според овие податоци, статистиките на светско ниво годишно им доживуваат мозочен удар 15 секоја година. Да. Околу 15 милиони луѓе, од нив 5 милиони завршуваат фатално, значи 1/3. Другата третина завршува со трајни последици, а едни без последици. Да. И сега сосема логично е зошто едни фатално завршуваат, други се не можам да кажем како ништо да не било, но сепак полесно поминуваат. Значи тоа зависи од големината на мозочниот удар. Значи имаме пациенти кај кои да кажеме ќе настане запушување на најголемите крвни садови на мозокот и обично тоа се нели циркулацијата е обострана. Имаме посебно циркулација на левата, посебно на десната хемисфера и доколку настане запушување на големите крвни садови кои го снабдуваат, тогаш целата хемисфера ќе остане без циркулација и ќе настане и голема невролошка последица, меѓутоа или во целата хемисфера, половина од мозокот може да имаме крварење, велиме мозокот плива во крв, тоа се најтешките болни и ти обично ги носат во коматозна состојба и нормално комата е тешка невролошка состојба која многу често нели може да заврши со смртни последици. А од друга страна се пациенти кои имат помали мозочни удари, запушување на помалите крвни садови и кај нив невролошките последици после известно време нели може да се опорават и сега третина да кажем од пациенти кои потполно ќе се опорават, некои од нив се со транзиторни мозочни удари, значи симптоматологијата се повлекува рок од 24 часа, меѓутоа и тие што имале средно тешка да кажеме парализа на рака, нога или некои пациенти што имат повторувачки мозочни удари, може да имат слабост и на двете раце и на двете нозе, значи опоравувањето оди бавно и се смета дека до 2 години, колку ќе се опорави невролошката симптоматологија, тука веќе после тоа нема опоравување. Меѓу народот постои едно лаичко верување, ако еднаш веќе доживее пациентот, дека е подложен повторно да му се случи. Дали е тоа така? Па тоа е така затоа што кога некој пациент ќе му се случи мозочен удар, значи тој веќе има оштетување на крвните садови. Тој е пациент кој боледува од артериосклероза, меѓутоа има и други фактори кои придонесуваат да кажеме артериосклерозот лесен степен, меѓутоа пациентот има болест на пореметување на коагулацијата, зголемена коагулабилност на крвта и тогаш кај нив нели на база на оштетените крвни садови може полесно да дојде до запушување на крвните садови. Така да тука значи нема правило, меѓутоа бидејќи тие што веќе еднаш добиле мозочен удар имат веќе оштетени крвни садови и ризикот е поголем и затоа ние кај овие пациенти спроведуваме така речена секундарна превенција, значи превенција од повторен мозочен удар, исто со лекување на ризик факторите кои ги има пациентот. Ајде да прокоментираме за возраста, нели тоа ни беше и главниот повод што отворивме оваа тема. Кои се вак генерацијски по возраст најподложни на мозочен удар? Мозочниот удар, значи, со возраста се зголемува. Најподложни на мозочен удар се највозрастната, да не кажам најстарата популација, над 60, 70, 80 години. Значи, како се зголемува староста, така се зголемува и оштетувањето на крвните садови, иако не кај сите имаме луѓе кои доживуваат длабока старост, меѓутоа кои се потполно здрави. Сведоци сме со здрав начин на живот. Сведоци сме дека младите генерации се помалку водат здрав живот, значи тука дебелината исто така важен проблем, пушењето цигари, алкохол, така да нездравиот начин на живот придонесува да овие заболувања веќе се јавуваат и кај помлада популација. Како може ли да ги прочитаме знаците, симптомите дека ќе дојде до мозочен удар? Некои предзнаци не може да кажеме дека баш постојат, меѓутоа тоа што се случува се тие што ги спомнав транзиторни исхемични атаки. Значи пациентот може да има привремено неколку секунди да се јави слабост во едната рака и нога и веднаш да се повлече или да имаме пареза на лицевите нерви, да кажем искривување на устата кој ќе потрае час-два
и тоа е веќе, ние го нарекуваме транзиторен исхемичен напад, кој брзо ќе се повлече, меѓутоа е сигнал, како што е кај миокардниот инфаркт, или пациенти имаат ангина пекторис, имаат болка градна, па после тоа може да се јави срцев удар, така и овде некои мали транзиторни невролошки симптоми кои пациентот ги има, укажуваат на тоа дека тоа е веќе под зголемен ризик и веднаш треба да побара лекарска помош. Клучна била брзата реакција. Да. Што се подразбира под брза реакција? До пред 10 години, ние кога пациент ќе дојдеше со мозочен удар, немавме некоја посебна терапија, значи терапијата е симптоматска. Во смисол, ако пациентот има покачен крвен притисок, да се регулира крвниот притисок, шекерот, да се направи дишните патишта, да бидат проодни. Меѓутоа, последниве години, мислам дека тоа повеќе од 10 години, се почнува да се јавува таа специфична терапија тромболиза, кога може запушениот крвен сад со специјални лекови да се отпуши, односно тромбот да се раствори. Тоа лекување се вика тромболиза. Тоа е многу едноставно да се направи, меѓутоа пациентот мора да се донесе во првите 4 часа од настанување на мозочниот удар. Значи тоа може да се направи само во првите 4 часа и затоа ние, посебно кога се деновите на мозочен удар, апелираме, бидејќи е многу едноставна метода, а е многу ефикасна и таа може да се прави не само на клиника, во секоја болница каде што има апарат за компјутеризирана томографија. Значи, ако се донесе пациентот во првите 4 часа, се прави невролошки преглед, се прави компјутеризирана томографија, таа треба да е уредна, значи да нема веќе исцртан мозочен удар или крварење, и во тој случај во некои центри, да кажеме во светот, на самото место каде што ќе се направи компјутерска томографија, тромболизата е обична инфузија која му се дава на пациентот и која треба да истече за кратко време, така да, бидејќи во Македонија последниве години речиси сите градови во натрешноста имат општите болници апарати за компјутеризирана томографија, тоа треба само една кратка едукација да се направи на лекарите за да заживе оваа метода, бидејќи ако пациентот добие мозочен удар, да кажеме во Делчево, додека се транспортира до Скопје, тие 4 часа секако ќе поминат. Така да треба една, можеби, повеќе едукација за невролозите во општите болници каде што има апарат за компјутеризирана томографија, да се прави оваа тромболиза. На клиника секако се прави кај доста пациенти, знам дека и во болницата 8 септември колегите прават тромболиза. И има уште една метода за која треба да се направат тимови, тоа е механичка тромбектомија, кога со одредени катетри се влегува во крвните садови и тие се извлекуваат. Тука терапискиот прозорец е поголем, значи може и до 12 часа се направи, меѓутоа треба тим од невролози кои ќе постават индикацијата за механичка тромбектомија и тим од колеги од Рентген институт, значи интервентни радиолози, неврохирузи, која таа механичка тромбектомија би ја извеле. Ние направивме повеќе такви механички тромбектомии, некако периодот на ковидот тоа малце застана и сега се обидуваме повторно да ги формираме тимовите, затоа што мора да се формираат тимови, бидејќи тоа може случи вечер во 12 во 1 час, значи треба тие лекари да се повикат од дома, да се сето тоа направи, така да тука мора една добра организација, али и тоа е еден добар начин на лекување на мозочните удари. Значи, ако добро ве разбрав, условите постојат ширум земјава, само што треба до едукација. Што значи за сега пациентот мора да дојде до Скопје? Па за сега мислам да, во Скопје, на клиника и во 8 септември, мислам дека и Битола прават по некој тромболизи. Иначе порано имаше еден проект кога ние одевме во другите градови за едукација. Јас бев во Штип една недела, можда пред 10 години, се со цел да се воведе таа терапија, меѓутоа некако тешко и бавно оди тоа. Колегите треба се охрабрат. Значи тоа треба се прегледа пациентот, да се сними, да му се уклучи инфузијата и тоа е многу едноставно, не е нешто комплицирано, нели, што не може да се направи. Колку медицината и во светски рамки, колку и ние успеваме да го следиме тој чекор, е напредната во поглед на мозочниот удар? Таа напредува, но не на секој поле, така?
Значи, за разлика од некои други области во неврологијата, каде што се изнајдува многу нови лекови, иновативни лекови, слушаме нели за ретките Нови болести, за мултипла склероза, да. сето тоа, на полето на мозочни удари нема некој посебен напред, револуција, освен ова што ја спомнав, тромболизата и механичката тромбектомија. Има клинички студии за некои лекови нели што можат да помогнат, меѓутоа кога мозочното ткиво ќе се оштети, дали од крварење, дали од недостаток на циркулација, знаете, мозокот е меко ткиво и тоа веднаш се разводнува, настанува разводнување и тоа веќе дефинитивно оштетено и нема лек што може да го поправи ова оштетување. Сакам да ве прашам само уште околу некои совети кои што има список, еве ова мислам дека секој лајф веќе знае дека треба да ги остави цигарите, дека треба да се намали со алкохолот, но меѓу другите препораки има вели мерете притисок. Сега обичен лаик и да го измери притисокот, ќе го измерам и што со тие бројки? Што треба да направам? Значи, И колку редовно, нели не треба и премногу често бидејќи тоа премногу воопшто не е добро, нели? Мора притисокот повремено да се мери. Што значи повремено? Значи, кај здрави луѓе, повремено треба да го измерат притисокот, затоа што ние некој пат се изненадуваме кај млади луѓе, посебно спортисти, ќе дојдат преглед заради друга работа и ќе им измериме крвен притисок 180-190. Тие него тоа осеќаат, веројатно се навикнале. Значи, тоа е за да кај пациенти кои имаат притисока без тоа да имат некоја симптоматологија, да се открие покачениот крвен притисок. Инаку кај пациенти мерат пак добар е крвниот притисок, значи тоа може би на неколку месеци, обично при систематски прегледи тоа се прави. Меѓутоа се смета дека доколку крвниот притисок, овој што го викаме високиот систолниот е над 150, а нискиот диастолниот над 90 мм живен столб, во тој случај веќе пациентот мора да прима терапија, бидејќи најидеалниот крвен притисок е 120 со 80 мм живен столб. И значи во тој случај ние треба веднаш да се обратиме на доктор, така? На лекар, да. На лекар. Уште еден од причинителите, нели, за да дојде до мозочен удар, споменавте и вие, и во насловот ни стои, е стресот. Но тоа претпоставувам нешто најтешко и да се даде совет, а воопште да се справим со стресот. Иако не било јасно дефинирана во медицината врската помеѓу овие две нешта, но сепак има еден показател дека депресивните луѓе двојно почесто доживуваат мозочен удар од останатите. Како да се избориме со стресот, докторе? Па со стресот сите тешко се справуваме. Има луѓе кои стресот може сами да го надминат, меѓутоа повеќето за тоа може би им треба совет од психолози или од психијатри. Време во кое живееме навистина е стресно во секој поглед. Може би не треба постојано да се изложуваме на овие информации кои стресно ги доживуваме. Ние ако пуштиме вести на една телевизија, па на друга, па на трета, слушаме неубави работи, така да може би човек мора да биде информиран за се, дали ќе биде од некој портал или од телевизија, али тоа да биде една средина како информација, да ние знаеме што се случува во нашата држава, во светот, меѓутоа тоа некако да го прифатиме како една реалност, за да не ни прави напнатост, анксиозност, па понатаму анксиозноста поминува и во депресија, а исто така депресијата е ризик фактор за мозочен удар, бидејќи луѓето што се депресивни, тоа може би требаше да спомнам дека физичката активност е исто така многу добра превенција од сите заболувања, па и од мозочниот удар, а депресивните луѓе тие се углавном дома, немат физичка активност, јадат повеќе, се здебелуваат, и така да депресијата во секој случај е сериозна болест која мора да се лекува. И за самиот крај нешто што можеби нема врска со оваа тема, но и тоа како значајно, и вие сте дел од тоа, овој месец е месец посветен на ретките болести. Чинам како ретко досега се привлече внимание, но за жал поради неубав настан. Како ви се вклучивте во таа кампања и колку кампањата има ефект во подигање на свеста за ретките болести? Јас сум вклучен во кампањата преку некои издруженија за ретки болести кои
ме покануваат да бидам дел од кампањата. Тоа е Сдруженијето на Гордана Лолеска од Охрид и за ретки болести на Весна Алексовска, која веќе ова година почна петата кампања, петата година поред, каде нели во текот на февруари секој ден по телевизиите се збори за се зборува за некоја ретка болест, се уклучуваат луѓе, гледам и од политичкиот живот, меѓутоа и доктори и од сите професии со тие нели обојните раце што ги гледаме на телевизија и во портали. Значи сето тоа е во правец на подигнување на свесноста за ретките болести. Февруар е месец на ретките болести. Јас со две колешки од нашата клиника ова година се уклучивме за тоа што правевме текстови за некои ретки болести, од кои едната е со, да кажеме, болеста на Помпеј со мозочни удари кај млади луѓе, така да и со оштетување на бубрезите, тие се комплексни заболувања, така да и во склоп на мозочните удари треба да се барат пациенти со ретки болести. Колку се тие чести пациенти кај вас на клиника? Па тие не се многу чести, зависи. Ние на клиниката имаме диагностирано можда околу 30 или 40 пациенти со различни ретки болести. Меѓутоа за мал број од нив има лек. Лековите, само 5% од ретките болести има засега терапија и на нашава клиника имаме пациенти со познатата спинална мускулна атрофија, возрастни пациенти со амилоидна полиневропатија, амиотрофична латерална склероза, Вилсонова и Хантингтонова болест. И за овие пациенти има лекови кои ние ги добиваме преку програмата на Министерство за здравство. Значи Министерство за здравство ги набава овие лекови, зависно кој лекар си го води пациентот, нели, преку нашата аптека пациентот еднаш месечно добива терапијата, меѓутоа колегите, нели, вклучувајќи ме и мене, пошто јас работам невромускулни болести, а тие се исто така голем дел од нив спаѓаат во ретките болести, така да едукацијата на лекарите, меѓутоа посебно овие што ги водат пациентите, е исто така многу важна. Да, но за жал видовме иден објаве за некои болести има лек, од таа нова генерација и трикафтата што веќе научивме сите била еднодневно, но ги нема кај нас. Така што се надевам дека преку вакви кампањи ќе се забрза тој процес. Па јас на 1 февруари кога почна кампањата за ретки болести во Охрид, исто бев таму учесник во кампањата и јас таму нагласив дека тука треба да се менува системот, начинот на набавување на лекови. Значи не може за ретките болести преку посебен фонд, за другите болести преку нели системот на фондот за здравствено осигурување, или таму има позитивна, негативна листа, туку бидејќи ретка болест во Македонија се смета ако има до 20 пациенти. За цистичната фиброза мислам дека има многу повеќе пациенти, затоа таа веќе не спаѓа во групата на ретки болести, веројатно затоа не може преку овој буџет и затоа мислам дека не треба пациентите така да се делат со ретки болести, со неретки, туку за сите пациенти да влезат во системот и да се набавува терапија, да нема така некој подоба, дискриминација, некои пациенти да може да добијат терапија, некои пациенти и да не гледаме само во бројки, да ги мериме, сепак се тоа. Мислам дека тоа што пред десетина години се воведе тој систем за посебен буџет за ретки болести, тогаш беше голем напредок, меѓутоа мислам дека тоа веќе надминато и треба за сите пациенти да има еден систем и еден начин на набавување на лековите. Докторе, многу ви благодарам за ова ваше денешно учество и благодарам и на сите гледачи кои што ова утро беа со нас.